Јани денеска одговараше на едно прашање, јас ќе одговорам вечерва така речи на две. Имено, од неодамна читавме во петокот, меѓутоа сепак сакав заедно во склоп со второто прашање и да преку духот на пророштвото и Библијата одговориме на прашањата. Првото е кога сатаната бил исфрлен од небото, затоа што имаше некои мислења и вакви и такви. И второ, до кога имал пристап до небото. Ќе почнам првен од најјасните цитати и едниот, тој е всушност цела една глава, така речи, нема да ја читам целата, од Рани списи на 145 страна во оригиналот, и главата баш се вика Падот на сатаната. Па да послушаме, вели: сатаната некојаш бил почитуван ангел на небото веднаш до Христа. Лицето, како и на останатите ангели, му било благо и изразувало среќа. Неговото високо и широко чело покажувало голема интелигенција. Ликот му бил совршен, а држењето благородно и величествено. Меѓутоа, кога Бог му рекол на својот син, значи на Исуса, да направиме човек според нашиот лик, сатаната станал љубоморен на Исуса. Еве причината, значи, каде се појавила таа љубомора. Тој сакал при обликувањето на човекот да биде земено во предвид и неговото мислење. А бидејќи до тоа не дошло, тој се исполнил со завист, љубомора и омрза. Копнеел по тоа да му се укажуваат највозвишени почести на небото, како на оној кој бил веднаш до Бога. До тогаш целото небо било во беспрекорен ред, хармонија и совршена покорност на Божјото владење. Било тоа најголем грев, бунт против Божиот поредок и волја. Целото небо изгледало возбудено. Ангелите почнаа да се делат на посебни групи и начело од секоја група стоел незиниот повозвишен ангел заповедник. Со славолюбивото величење на самиот себе и одбивањето да му се подчини на Исусовиот авторитет, сатаната навестил дека е против Божието владење. Некои од ангелите соучествувале со сатаната во неговиот бунт, а другите одлучно се бореле за честа и мудроста Божја во давањето на авторитетот на неговиот син. Така меѓу ангелите избил судир. Стремежот на сатаната и неговите соучесници бил насочен кон тоа да се реформира Божјата влада. Сакале да навлезат во неговата недостапна мудрост и да дознаат со каква намера го возвишил Исуса и му дал таква неограничена сила и власт. Тие се побуниле против авторитетот на неговиот син. Тогаш сите ангели биле повикани пред Отецот за да биде решен случајот на секој од нив поединечно. Било одлучено сатаната заедно со сите ангели кои му се придружиле во бунтот да биде исфрлен од небото. Тогаш на небото започнала војна. Учесниците во војната биле ангелите. Сатаната сакал да го порази Божиот син и оние што се подчиниле на неговата волја. Но добрите и верни ангели надвладеале, а сатаната заедно со своите приврзаници бил протеран и исфрлен од небото. Потоа тука се пишува дека као сакал да се кае, меѓутоа не му било дозволено, веќе назад, и потоа вели кога сатаната потполно сватил дека повеќе не постои никаква можност за него повторно да ја стекне Божјата наклоност, неговата злоба и омрза станале очевидни. Откако се посоветувал со своите ангели, значи ова откако бил исфрлен, значи читавме, веќе е исфрлен после војната, откако се посоветувал со своите ангели, направил план како и понатаму да работи против Божјата власт. Кога Адам и Ева биле сместени во Едемската градина, сатаната направил план како да ги уништи. Ова мислам дека е доволно до тука да не одиме понатаму, затоа што имаме други цитати. Значи, ѓаволот е исфрлен пред да бидат сместени Адам и Ева во Едемската градина. Пред создавањето. Молам?
Не, прашањето беше околу тоа затоа што јас немам ништо против, да не ме сватите погрешно, значи секој може да сгреши во нешто. Терзин баш излезе со теза дека наводно ѓаволот бил исфрлен на крстот. Добро, можеби. Ќе го видиме и тоа. Тоа е второто прашање. И тука имаше некоја забуна во молитвената група, баш на еден од цитатите. Значи, овој цитат од рани списи кажува дека ѓаволот бил исфрлен пред воопшто да биде населена земјата како планета. Еве друг цитат од ракопис. Сатаната ги поттикнал другите на бунт и откако биле изгонети од небото, тој ги поврзал во сојуз за да направат што е можно повеќе зло на човекот, како единствен начин да го нападнат Бога. Исклучено од небото, тој решил да се одмазди со тоа што ќе го повреди Божјето дело. Значи, сличен речник. И вели, целта на сатаната била да го преслика својот карактер во човечките суштества. Штом човекот бил создаден, сатаната решил да го избрише Божиот лик во него и да го стави својот печат таму каде што требало да биде Божиот. Истата, значи, логика ја имаме. Сатаната е исфрлен и потоа човекот е создаден и ѓаволот веднаш ја го префрла ударот на Бога преку неговите созданија, човекот како создаден во Божи лик. Уште еден сличен цитат од Патриарси и пророци на самиот почеток, таму 52 страна, Патриарси и пророци. Вели, кога на сатаната не му било веќе дозволено да поттикнува и да шири бунт на небото, тој нашол ново поле за своето непријателство против Бога. Почнал да планира како да го упропасти човечкиот род. И сега вели, на нашите прародители им било обрнато внимание на опасноста што им се заканува. И вели, небесните вестници, видите колко е едноставен овој речник, мислам лесно да се разбере. Небесните вестници им ја откриле историјата на падот на сатаната и неговите намери да ги уништи. Доаѓаат небесните вестници и на Адам и Ева им ја откриваат историјата на падот на сатаната. Значи, станува збор за историја, нешто што се случило претходно. Повторно е тоа. Сега на некој начин ќе одговориме и на второто прашање, или моменти од Библијата, некои стихови кои што можат да наведат на погрешно мислење дека ете можеби ѓаволот не бил соборен или исфрлен можеби до крстот. Во Лука 10 глава 17 и 18 стих ќе читам ова контекстот, само да ви го кажам дека Исус ги праќа 70 темина, знаете, двајца по двајца да мисионираат и тие се враќаат од работата и 17 стих вели: а 70 се вратија со радост и рекоа: Господи, и нечистите духови ни се покоруваат во Твое име. Во 18 стих Исус им вели: го видов сатаната како падна од небото како молња. И сега може некој да си предпостави, значи тогаш, веројатно. Но е што, како коментира Елен Вајт. Кога и апостолите, 70 темина, примиле надприродни дарови како белези на својата служба, како и апостолите, 70 темина примиле надприродни дарови како одбелези на својата служба. Пошто е точка и сега викам како недовршена реченица, значи тоа е. Кога нивната работа била завршена, се вратиле радосно зборувајќи: Господе, дури и демоните ни се покоруваат во Твое име. Исус одговорил: го гледав сатаната, сега е интересно како Елен Вајт малку го менува тука речникот, го гледав сатаната како падна од небото, како молња. И сега видите, на Исусовиот дух му се прикажани сцени од минатото и од иднината. И сега забележите кои сцени и ќе сватите кој е од минатото, а што е од иднината. Прво го видел Луцифера како бил фрлен или исфрлен од небото.
И затоа и вели го видов сатаната, како падна како молња. Потоа вели, однапред, се ова е иднина, ги наблюдувал сцените на своите смртни маки, кога пред сите светови ќе биде откриен карактерот на измамникот. Ова е крстот. Го чул извикот се сврши, Јован 19:30, со кое се објавува дека за секојаш е осигурено откупувањето на човечкиот род, дека небото за секојаш е одбрането од обвинувањата, од измамите и од лагите што ги поттикнува сатаната. Ова е нешто во контекст на тоа Рада што го кажа, но ќе видиме малку и подолу како додаток на тоа. Да видиме што ќе заклучиме. Ја имам некој мој заклучок, ама да видиме дали вие ќе се сложите со тоа. Околу делот на тоа до кога имал пристап сатаната до небото. А инаку овде гледаме и одговараме и на првото прашање пак. Значи, прво во минатото го гледа Луцифер како е фрлен од небото, а потоа ги гледа сцените на своите маки на крстот и дури вели преку крстот на Голгота со неговите смртни маки и со неговиот срам Исус однапред го видел големиот последен ден во кој кнезот на силите на темнината ќе доживее свое уништување на земјата, толку долго уназадувано со неговиот бунт. Значи го видел и конечниот крај. Значи од овие настани видовме сите се идни, освен првиот, падот на сатаната. Што значи дека оној израз го видов сатаната како паѓа, тоа се однесува на минатото. И е се сложува со оние претходни цитати што ги читав. Инаку ова беше од Копнежот, 490 страна. Сега, на крстот кога Исус умира, ова е сега интересно, се спомнува во Копнежот, повторно тоа е, стихот од Откровение 12.10. И ако читате во Откровение 12 глава, тука може исто да дојде до некоја забуна. Ќе ги прочитаме тие стихови, меѓутоа, еве во кој контекст Елен Вајт го користи Откровение 12.10, а тоа е следниот стих, 12.10. Чув силен глас, значи како објава од небото, како зборува, сега настапи спасението, силата и царството на нашиот Бог и власта на неговиот Христос, зашто е исфрлен клеветникот на нашите браќа, кој ги клеветеше ден и ноќ пред нашиот Бог. Јасно дека алудира на крстот, спасението се спомнува, Христос се спомнат. И сега повторно имаме тука исфрлање на клеветникот, кој ги клеветеше ден и ноќ пред нашиот Бог. И слушайте од цитатот. Сатаната увидел дека неговата лага е разобличена, значи ова е сега на крстот. Пред безгрешните ангели и пред Вселената е откриено неговото владење. Се открил себе си како убиец, пролевајќи ја крвта на Божиот Син, загубил секаква наклоност кај небесните суштества. Од сега неговото действување е ограничено. Без оглед на држењето што би го покажал, тој не можел повеќе да ги дочекува ангелите додека доаѓаат од небесните дворови и пред нив да ги обвинува Христовите браќа, како оние што се облечени во извалкани и осквернати со грев облеки. Внимавајте на ова, значи, ова мене ми е интересно. Значи, на што става акцент Елен Вајт, и тоа се поклопува со стикот, значи, од станува збор за клеветникот и клеветењето, вели дека од сега неговото действување е ограничено, без оглед на држењето што би го покажал, тој не можел повеќе да ги дочекува ангелите доека доаѓаат од небесните дворови. Значи, не можел веќе да биде таму пред портите на рајот, да не кажам така. И да ги дочекува, па да, значи да клевети и така натаму. Продолжува Елен Вајт и вели, па сепак сатаната тогаш не е уништен, добро, ниту тогаш ангелите не сватили што се е опфатено со оваа голема борба. Да, го виделе него како убиец, го виделе неговото владење, неговиот карактер, но интересен е овој речник, значи ни тогаш не сватиле што се е опфатено со оваа голема борба. Начелата што биле во прашање, требало многу појасно да се откријат, значи додатно требало откривање.
Заради човекот, постоењето на сатаната морало да се продолжи, да. Човекот, како и ангелите, мора да ја уочат разликата меѓу кнезот на светлината и кнезот на темнината. Значи, како да уште тука нешто треба да се разјаснува, така остава впечаток овој цитат. И факт е, јасно е од ова, дека 12.10 откровение се однесува на крстот. И тоа исфрлање на клеветникот не е она исфрлање, ѓаволот е веќе исфрлан од небото, ама имал пристап таму некаде до портите на рајот, да кажеме. И веќе не може да клевети да оди таму да ги пречекува ангелите. И сега во Јован 12 глава исто има едни стихови, 31 и 32. Јован 12 глава, 31 и 32. Кај што се вели, Јован 12, 31 и 32. Сега е судот на овој свет. Сега кнезот на светов ќе биде исфрлен надвор. А јас, кој ќе бидам издигнат од земјата, ќе ги привлечам сите кон себе. Повторно во контекст на крстот. Некакво исфрлање на кнезот, на темнината, значи на ѓаволот. Сега, отворете во Откровение 12 глава, морам да ги прочитам овие 7, 8, 9, 10, 11 стихови. Значи, исто тука писателот на Откровение Јован, слично и како Исус претходно што читавме, значи, малку се бави и со иднина, со минатото, но и во контекст на крстот. Веќе рековме 10 стих, а за тоа е доказ и 11, меѓутоа, еве да читаме од 7, вели, и настана војна на небото. Јасно е ова, зашто станува збор. Михајло со своите ангели завојува против змеот, и змеот и неговите ангели завојува. Она што го читавме во рани списи. Таа војна на небото. Но не устоја и не им се најде веќе место во небото. Значи, беше исфрлен ѓаволот со неговите ангели. И, еве го 9, и беше исфрлен големиот змев, старата змија, наречен ѓавол и сатана, кој го заведува целиот свет, беше исфрлен на земјата и неговите ангели беа исфрлени со него. Сега 10 стих следи, кој што го видовме дека е во контекст на крстот. И чув силен глас во небото како зборува: сега дојде спасението и силата и царството на нашиот Бог и власт на неговиот помазаник, зашто е отфрлен обвинителот на нашите браќа, кој ги обвинуваше пред нашиот Бог дење и ноќе. 11 стих вели: и тие го победија заради крвта на јагнето. Еве го, крвта на јагнето, крстот е тука. Значи, претходно го имаме првичното исфрлање на Луцифер од небото, а потоа го имаме крстот и она така наречено исфрлање, односно ограничување на неговото делување на небото. И сега на крајот цитатот од големата борба кој што створи забуна и во самата група некој реагираше таму, кој што остава впечаток дека ѓаволот се уште има пристап до другите светови. Да. И ова мене ми изгледа како да се некои фази на ограничување на неговото делување. Читавме претходно, значи не може да оди таму до предпортите на рајот, ама се уште може по другите светови. Точно е дека сега тешко му е да измами некого, затоа што разобличен на крстот, ама еве слушате од цитатот. Големата борба. Ова се однесува на времето кога ѓаволот ќе биде врзан за 1000 години на земјата. Значи, и како коментира Елен Вајт, односно првин стиховите ги се спомнуваат, Откровение 21 до 3, и видов ангел кој слегуваше од небото и имаше во својата рака клуч од бездната и голема верига. Тој ја фати ламњата, старата змија која е ѓаволот и сатана, го врза за 1000 години, па го фрли во бездната и ја заклучи и запечати над него, за да не ги мами народите додека не се завршат 1000 години. Потоа треба да биде одврзан за кратко време. И ево сега цитатот од големата борба, 658 и 659. Тука е на граница. Тука ќе престојуваат сатаната и неговите лоши ангели, значи на земјата, за време на тие 1000 години. И сега внимавајте, вели, ограничен само на земјата, тој ќе нема пристап на другите светови да ги искушува и да ги вознемирува оние што никогаш не сгрешиле. Во оваа смисла, тој е врзан, нема повеќе никој над кого би можел да владее. Во никој случај тој не може повеќе да мами и да упропастува, што со векови била негова единствена дејност.
Гледате ли сега, значи, колку стихови и она исфрлање на кнезот може да се сватат како исфрлање, она првично исфрлање на ѓаволот од небото, меѓутоа, ако вака проучите преку цитатите на Елен Вајт на Духот на пророштвото, кој што е инспирирано, знаеме и веруваме, од истиот дух, се остава печаток, односно, јас, според мене ми е јасно дека јасно е кога бил исфрлен, одведнаш после онаа војна на небото, пред да бидат создадени Адам и Ева на земјата, за да после има неколку фази во неговото ограничување на неговото делување. Значи, така изгледа според цитатите. На крстот веќе е разобличен, јасно е кој е и што е, се покажал како убиец, не е оној кој што тврдел, тој тоа го тврдел за Бога, значи дека е тиранин, дека е ваков, дека е таков, го клеветел и веќе не му е дозволено да доаѓа таму пред портите на рајот, да кажеме така. Но се уште може да оди по другите светови, каде што веројатно бадијала е, меѓутоа тоа му е работа на ѓаволот. Вие колку и да бидете цврсти и обратени, ѓаволот е тука, се доека, има еден друг цитат, Елен Вајт вели, се доека сме од оваа страна на историјата. Значи, вечноста е другата страна. На оваа страна на историјата ѓаволот ки си ја работи својата работа. И тоа е тоа. Значи, ја верувам дека малку појасно сега ви станува. Значи, да, може би од Библијата, ако зборуваме од Библијата, може би е малку тешко да, како што рече Терзин, нема, вика, баш точни податоци кога бил исфрлен ѓаволот, меѓутоа, сепак, во склоп со Духот на пророштвото, јасно е. Ова е за мене јасно, па сега. Ја пак ќе кажам, немам ништо против ни Терзин, ни Валтер Вајт, меѓутоа секој може да сгреши. Да. Знаете каков проблем има во ова современо време денес? Значи, кога ви сте доста присутен на YouTube и ви расте популарност, имате голема гледаност и така натаму. Многу лесно може да ве поведе тоа на друга страна. Значи, и знаете, ако треба да излегувате, мислам дека тоа и во живо оди, како оди со оној Пргонич. Така е. Значи, во живо се јавува овој од Канада, или? Може не е во живо добро снимено, ама сепак е, како и да е, значи, и ако треба да излегувате секоја седмица, или не знам, Горан Николич, мислам дека секој ден го прави тоа, или како е тоа, тогаш многу се големи можностите да кажете нешто, а секој од нас може да сгреши и да каже нешто што не е во склоп, значи, на она што е вистината, така да сепак, иако не е некое битно прашање, може би, меѓутоа, ете, ме заинтригира и решив да го испитам, иако ова беше од ограничен број на цитати, има и повеќе, но доволно е, сепак е доволно. Нека Господ ни помогне да и во иднина не примаме туку така само информации, туку да проучуваме самите за себе, знаете, затоа што најубаво е кога ќе самите ќе испитате, кога ќе го сварите тоа самите за себе и ќе видите со своји очи цитати и стихови и Светиот Дух ќе ве осведочи дека е така, затоа што не знам, денеска може би немаме време, пак ќе го сега цитирам брат Зоран за Библијата, по-полесно ни е да си пуштиме некој видео да изгледаме и да ни толкува некој, место ние, самите со Божја помош и помош на Духот Свети. Меѓутоа, сепак, да најдеме време повеќе за Библијата и Духот на пророштвото, кој што се пославо се чита. Мене една од причините зошто поттикот, зошто ги преведувам овие утренски стихови, односно во последно време се повеќе копи-пейст, значи немам толку многу работа, фала на Бога. Тоа се од наши познати книги, меѓутоа веќе преведени, но така се склопени да
И тоа, значи, причината е таа, затоа што слабо се чита. Вака се вика, барем можеби една страничка ќе прочитаат во текот на денот. Или пак не Google не, него AI сега преведува. Да. Нека му е слава на Бога и нека не води во наредната година, затоа што, па да, следно наше видување ќе биде следната година. На први во среда, така? Во 18 часот.